Со средства од прекуграничен проект целосно ќе биде реконструиран геријатрискиот оддел во Домот за стари лица Зафир Сајто, информираше денеска директорот Александар Крстевски. Подетално за проектот од изјавата во продолжение. Ние имаме еден готов проект кој е во завршна фаза за имплементација со заедничка соработка со општина Лесковац и општина Врање. Невладината организација која е лидер партнер е општина Лесковац, а од општина Врање исто ќе имаат како нашиот дом реконструкција за дом за социјала. Нашата институција, тоест нашиот дом ќе има целосна реконструкција на геријатрискиот дел од вода, канализација, струја, санитарни чворови и така натаму, па се до опрема. Така да ние како дом за стари лица ќе добиеме многу во квалитет на нашите корисници. Се надеваме дека, бидејќи ние не сме лидер партнер, ние сме партнери, се надеваме дека во текот на месец септември ќе имаат набавка, јавна набавка за отпочнување со работа на делот на геријатрија. Ние фактички сме во постапка за јавни набавки, како што кажав, ние сме дел од проектот, но не сме носители, туку сме партнери, тие веќе почнаа со имплементација од 1 јули. Така да ние како институција влегуваме, најверојатно ќе биде 15 до 18 јули со целосна документација од наша страна, а активност на проектот, значи временската рамка од 15 август. Шестдесет жена од населбата Игот Ричковиќ вчера вечер била пронајдена почината во дворот на нејзиниот дом, пошто случајот е пријавен во полицијата, информираа денеска надлежните. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телото на починатата било дадено на Институтот за судска медицина за обдукција. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Пожарникарите од Куманово рано утро во околу 2 часа гаснеле пожар во Средорек. Дојавата за пожарот кој избувнал на локација со отпад и диви депонии била примена во 5 часот и 35 минути, по што интервенирале екипите. Екипа на територијална противпожарна единица Куманово интервенирала и на пожар во сендвичарница на улицата Борис Кидрич, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Корисниците на улиците Бранко Богдановски Гуцман и Драган Стопаревиќ утре во периодот од 9 часот до 12 часот и 30 минути ќе останат без електрична енергија, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Истиот ден во периодот од 9 до 14 часот ќе има прекин на електрично напојување во селото Жеглјане, општина Старо Нагоричане. Прекините се планирани поради работи на електродистрибутивната мрежа, известуваат надлежните. Општинската организација на СДСМ Куманово денеска одржа пресконференција во врска со одлуката за задолжување на општина Куманово. Томица Илиќ од СДСМ Куманово кажа дека по поднесените претставки до надлежните инспекторати добиле известување во кое Инспекторатот за локална самоуправа утврдил неправилности во работењето на Советот на општина Куманово. Сакам да известам кумановската јавност дека добивме одговор, известување во кој Инспекторатот за локална самоуправа утврдил неправилности во работењето на органот на надзор, тоа е Советот на општина Куманово, односно дека донесениот пропис не е во согласност со Законот за финансирање на единици на локална самоуправа, член 20, и поради ова неусогласеност Инспекторатот ќе изготви решение за запирање на примена на прописот. Ова е известување кое што го добив вчера. Почитувани, ова е само потврда на се што зборувавме советниците од СДСМ и коалицијата на самата седница кога се носеше оваа одлука. Владеачкото мнозинство немаше слух за незаконитоста во постапката, па затоа сега се отвара прашањето дали свесно работеа противзаконски заради некои други цели, бидејќи сумата од 100 милиони денари и начинот на кој ги одбија сите наши укажувања отвараат сериозен сомнеж во намерите на мнозинството. Како советници ќе побараме одговорност
морална, политичка и на крај ќе побараме и законска, дали ќе има можности за кривична или прекршочна директна од претседателката на Советот Ивана Ѓорѓиевска, бидејќи дозволи предлог одлуката која не е во согласност со закон да се најде на дневен ред на седницата, и од градоначалникот кој оценува законитоста на донесените прописи, член 51 од Законот за локална самоуправа, а сепак го потпишал прописот и како таков е објавен во службен гласник. На обвинувањата на општинската организација на СДСМ Куманово реагираше градоначалникот Максим Димитриевски. Во соопштението испратено до медиумите меѓу останатото се вели: во целост и со најостра осуда ги отфрлам како злонамерни, неточни и манипулативни тврдењата изнесени на пресконференцијата на општинската организација на СДСМ Куманово во врска со постапката за долгорочно домашно задолжување на општина Куманово. Нивниот триумфализам, заснова на еден прелиминарен и правно неиздржан записник од инспекциски надзор, е само уште еден доказ за нивната очена потреба да создадат лажна слика за наводна незаконитост, таму каде што постои само транспарентно и домакинско работење во интерес на граѓаните. Постапката за задолжување е целосно законска, а наодите на инспекторот се резултат на погрешно толкување на правото, се вели во соопштението. Целосната реакција на градоначалникот Димитриевски можете да ја прочитате на веб-сајтот на Телевизија Плюс. Со изложба на 30 дела вчера вечер беше затворена меѓународната ликовна колонија Куманово 2026. Во комплексот етно село Тимчевски, изминатите 5 дена ликовните уметници од Македонија и регионот твореа на слободна тема, а им беа доделени благодарници за нивната креативност, посветеност и учество на ликовниот камп. Манифестацијата со пригодни зборови ја затвори претседателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска. Ликовната колонија е во комплетна организација на Фондацијата за култура и спорт во соработка со уметничката галерија на Националната установа музеј под покровителство на градоначалникот и Советот на општината со поддршка на Министерството за култура и туризам на Македонија. Заврши успешно 52-то издание на меѓународната ликовна колонија Куманово 2026 година. Колонијата е во организација на Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово, под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово и со така во соработка со уметничка галерија при Националната установа музеј Куманово. Ова година имавме 14 уметници, покрај уметници од Македонија, учествува уметници од Србија, Хрватска, Бугарија и Романија. Меѓународната ликовна колонија траеше 5 дена. Уметниците направија прекрасна ликовна продукција и денеска заврши колонијата со изложбата на уметничките дела создадени од нивна страна. Оваа колонија има долгогодишна традиција и се одржа во комплексот етно село Тимчевски. Работеа 14 ликовни уметници од 5 земји, од Република Македонија, Србија, Бугарија, Романија и Хрватска. И навистина ние како организатори, Националната установа музеј од Куманово и Фондацијата за култура и спорт при општината сме позитивно изненадени од нивниот творечки потенцијал, бидејќи оставија навистина една успешна одработена сесија, односно ликовни дела кои што ќе бидат дел од фондот на музеот од Куманово и на општина Куманово. Можеме да видиме дека во делата навистина прозрачува тој нивен автентичен ликовен израз. Уметниците работеа на слободна тема, веќе додоа со изградени своји лични поетики, но тука од престојот верувам дека сепак и тие инспирации, моменти кои што од посетата на Куманово и на нашата земја имаат, може да се видат како рефлексија во овие дела. Како земе во обзир дека е формирана далечната 1974 година и колонијата како форма на ликовна дружба поминала низ многу понекогаш и тешки фази и паузи, сепак да го истакнеме нејзиниот континуитет, тоа што и покрај понекогаш финансиски проблеми, политички кризи, сепак успеваме да ја одржиме. Покрај Струмичката, Прилепската е најстара, Струмичката, ова е трета, се вбројува во трите најстари колонии во Македонија, горди сме ради тоа. Колонијата ќе продолжи со работа, бидејќи имаме покровители Министерството за култура и туризам и градоначалникот и Советот на општина Куманово.
Таа поддршка продолжува, нашата тимска соработка останува, поминале навистина огромна бројка на ликовни творци од целиот свет, како од Македонија. Задолжително имаме секојаш представник од градот Куманово, што ни е особено драго, го сметаме како домаќин. Би сакал да се заблагодарам на поканата и оваа година сум поканет на Кумановската ликовна колонија, веќе традиционално. Меѓутоа сум учествувал и многу поодамна на колонијата во Куманово, меѓутоа таа се одржуваше во манастирот Матече, мислам тоа беше 90-тите години. Подоцна истата колонија се префрли и во меморијалниот центар Асман во Пелинце, така да ова некако ми е трети или четврти пат веќе и не можам точно да кажам колку години сум учествувал, меѓутоа од моја гледна точка можам да кажам дека иако овој пат е одлично организирана колонијата, значи од секој аспект, меѓутоа ако веќе би можел да направам некоја паралела и некој избор каде била колонијата, да речеме онака и амбиентално, меѓутоа најинспиративна, ако можеме да кажеме, тоа било секако во манастирот Матече и во меморијалниот центар Асман. Истражувам низ годините, експериментирам во моето творештво, не се врзувам за одреден медиум, секогаш експериментот ме водел и низ моите претходни представувања, изложби, така што можеби колористички имам да кажем некој поместување, меѓутоа ќе видиме како ќе се движам понатак. Така, ова е 52-та колонија во подпокровителство на градоначалникот и на општина Куманово, интернационална меѓународна ликовна колонија Куманово. Нешто што е веќе традиција, со кој што општина Куманово години наназад ја поддржуваат и градоначалниците и совети, нормално дека ние ќе продолжиме да го поддржуваме овој традиционален настан. Зошто? Затоа што на тој начин даваме простор уметниците да ги срушат сите бариери кои постојат на овие балкански простори. Во меѓувреме тука се наоѓаат уметници од Македонија секако, Србија, Хрватска, Бугарија, Романија. Лично ги запознав луѓето. Тоа се уметници, широки луѓе на кои ништо не им пречи, се инспирирале од природата, посетиле Ѓорџијас, посетиле Кокино, се нагостиле од македонската преубава храна и со убави впечатоци слегуваат од Македонија со впечаток и сите кажат дека нашата држава е една прекрасна држава на која што треба да бидеме горди. И јас како претседателка на Совет особено сум горда што едни такви врвни уметници кои не ме прво учество во колонијата, нели во колонии, врвни уметници од меѓународни рамки доаѓаат и го кажуваат тоа искуство. Од ноќеска на полноќ бензините поевтинија за 4 денари за литар, цената на дизелот се намали за 8 денари. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 изнесува 87 денари за литар. Евросупер БС 98 се продава за 89 денари, а евродизелот за 91,5 денари за литар.